Почитувани советници на градот Скопје, почитувани гости, почитувани членови на кабинетот на градоначалникот. Врз основа на евиденција на секторот за поддршка на Советот на седницата присуствуваат 42 членови на Советот на град Скопје и Советот може да работи и полноважно да одлучува. Ве известувам дека до Советот на град Скопје се поднесени 4 иницијативи од членовите на Советот од политичката партија Левица, кои согласно член 115 од Деловникот за работа се доставени до градоначалникот на град Скопје истиот ден. Пред да поминеме на утврдување на дневниот ред за денешната седница, предлагам да го усвоиме записникот од 9-та седница на Советот на град Скопје. Предлог записникот беше доставен со поканата за седницата. Дали некој има забелешки на записникот? Процедурално, за која процедура? Така е. Чекаме да се подготви во форматот кој што го баравме, да се дополни со сите работи кои што ги баравме и ќе го усвоиме. Имавме забелешки на претходната седница. Бидејќи никој нема забелешки, записникот од 9-та седница е усвоен. За денешната седница се предлага дневниот ред кој што ви е поделен. Дали има предлог за изменување и дополнување на предложениот дневен ред кој е дополнет? Од службите повелете. Предлагаме дополнување на дневниот ред со следниве точки: предлог одлука за давање согласност на програма за изменување и дополнување на програма за инвестиции за 2026 година ЈП Комунална хигиена Скопје. Предлог одлука за примање на донации од Фортуна Груп Скопје и за пренесување на право на собственост на движни ствари на ЈП Водовод и канализација Скопје. Предлог одлука за примање на донација од Техноскоп Доел Скопје и пренесување на право на собственост на движни ствари на ЈП Водовод и канализација Скопје. Предлог одлука за давање согласност на годишен извештај за работа на паркови зеленило за 25 година. Предлог одлука за давање согласност на годишна сметка на Комунална хигиена Скопје за 25 година. Предлог одлука за давање согласност на годишна сметка на ЈП Водовод и канализација за 25 година. Предлог одлука за давање согласност на одлука за покривање на загуба по доначување на ЈП Комунална хигиена Скопје за 25 година. Предлог одлука за давање согласност на одлука за покривање на загуба по годишна сметка за 2025 година ЈП Водовод и канализација Скопје. Итноста гледаме во тоа што со првата одлука е неопходно да се донесе, бидејќи наше јавно комунално предпријатие Комунална хигиена треба да го измени планот за јавни набавки и да распише јавна набавка за овие возила. Наредни две одлуки се примање на донација на ЈП Водовод и канализација кои се работи за едни неопходни средства. Наредни одлуки се акти на јавни предпријатија за кои Совет дава согласност, а кои би требало се донесе, да кажеме, почетокот на годината, така да предлагам да се усвои дополнување на овој дневен ред. Благодарам. Материјалите по овие точки се најавени вчера, се пратени на мејл до сите. Од службите повелете. Почитувам председателя, почитувани советници. Имаме две предлог одлуки дополнување за давање согласност на годишната сметка за 2025 на ЈП улици и патишта Скопје, како и давање согласност за одлуката за покривање на загубата прикажана од годишната сметка 25 на ЈП улици и патишта. Како што кажа и колегата претходност, овие два акти се согласно член 36 од Законот за локална самоуправа, каде што ние како надлежна институција даваме согласност. Ви благодарам. Благодарам. Од службите повелете. Предлагам точка за дополна на дневниот ред со годишна програма за заштита и спасување на градот Скопје за 2026 година. Тоа ја бараме врз основа на член 36 и член 22 став 1 точка 10 од Законот за локална самоуправа со број на службен вестник 05/02 и службен вестник на Република Македонија број 202/24
Член 9 од Закон за заштита и спасување и службен вестник на Република Македонија број 36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 18/11, 47/14, 129/15 и така натака подолги се. Значи целта е овдека се активностите што треба да ги секторот да ги спроведе во текот на оваа година, а итноста е поради што малце доцнеме со роковите, бидејќи имаме следна етапа и заработката на процената и планот за заштита и спасување кој што не е донесен повеќе години. Благодарам. Благодарам. Дали има друг предлог за изменување и дополнување на дневниот ред? Процедурално, повелете. За која процедура само? Почитуван председателе, повторно ќе реагирам исто како и на минатата седница. Значи гледаме дека и на оваа седница 10 нови точки се додаваат на дневен ред. Точки за кои што материјалот го добивме вчера во 16 часот. Значи ако го погледнете материјалот, само овие 10 дополнителни точки имаат околу 200 страни, кои што е невозможно да се разгледаат, камоли детално да се образложат и детално да се изанализираат за неполни 12 часа. Од службите кои што бараат да се дополни дневниот ред со овие точки, не слушнав причина за итност. Значи, они што го дадоа како образложение, само укажува на неажурност на администрацијата да ги спреми точките и да ги достави 7 дена пред седницата. Значи, ако се итни точките, требало да ги спремите да ги доставите 7 дена со останатите материјали, со останатите точки. Не да ги доставувате 12 часа пред седницата и со тоа да ни оневозможите да ги разгледаме подетално. Ако мислите дека ќе не фатите неспремни, тоа не е случај. Ние и по цела ноќ не спиеме, ги гледаме материјалите, меѓутоа упорно го кршите деловникот. А рековте уште на првата седница дека тоа ќе биде пракса само за таа седница. А веќе секоја седница се додаваат нови точки упорно го кршите деловникот. И затоа исто како и минатата седница и за овие точки за додавање на дневен ред, советничката група на Левица ќе гласа против. Благодарам. Ви благодарам. Иако членот 63 дозволува и вика градоначалникот може да предложи дополнување на дневниот ред на самата седница со определено прашање при што е должен тој или негов представник да образложи итноста на предлогот, се согласувам со колегите дека ставот на советот беше сите материјали да се доставуваат во предвидениот редовен рок, од исклучителна итност да се доставуваат материјали на самата седница или ден пред неа. Ви благодарам. За збор се јави советникот Маријан Калевски. Повелете. Благодарам. Барам да се симне точка од дневен ред, тоа е точката број 3, предок одлука за изменување и дополнување на одлуката за комунален ред во градот Скопје. Иако законот овозможува регулирање на дејноста, не предвидува обврска сите субјекти да склучат договор со конкретно јавно предпријатие, што представува присилување. Со утврдување на единствен овластен субјект и задолжителен договор се воведува фактички монопол, што е спротивно на принципите на конкуренција и слободен пазар. Понатаму, оваа одлука не се доставува во услови кога комунална хигиена поднесува годишни извештаи од кои е евидентно дека работи со енормни загуби и не располага со доволен капацитет. Според последниот годишен извештај на КХС и јавно достапни статистички податоци, предпријатието за 2025 година собрало вкупно 164... Почитуван советник, да ве замолам само материјалната расправа по точката, доколку остане на дневен ред, ја оставиме за кога точката ќе биде на дневен ред. Имам процедурално имам 3 минути време за да го образложам. За да образложите зошто ја симнуваме точката, а не материјална расправа по точката. Ви благодарам. За 25 година, значи 164 милиони килограми отпад е селектиран отпад, е вкупен отпад, а селектиран отпад е 78 милијади килограми, што значи 0,0005 е селекцијата со постоечкиот систем, односно статистичка нула.
Има ограничени оперативни ресурси, на крајот на 25 година има 1150 вработен, располага со возен и механизацијски парк, камиони, цистерни и друга опрема, при што вкупно 150 возила се со просечна старост од 10 години. Фатило 10.163 правни лица досега, а на територијата на Скопје постојат приближно 25.000 до 27.000 правни субјекти, што значи дека досегашниот опфат на КХС е околу 35 до 40%. Има загуба од 250 милиони денари, што е 18% од вкупниот приход. Од последните побарувања наплатила само 7,85%, што е економски индикатор за системска неефикасност во наплатата. Вака конкретно се покажува дека КХС нема капацитет сега, а не за потфат предложен со оваа одлука. Не смееме да предпоставуваме капацитетот, туку истиот мора да се докаже со детална анализа по зона, по број на корисници, чистота на собирање, тонажа и вид на отпад и секако најважно прашање каде ќе оди селектираниот отпад, јасно и транспарентно. Ви благодарам. Дали некој друг има предлог за изменување и дополнување на предложениот дневен ред? Преминуваме на гласање за предлозите. Предлогот за додавање точка. Предлог одлука за давање согласност на годишна сметка за 2025 на ЈП улици и патишта Скопје да стане дел од дневниот ред. Го ставам на гласање со кревање рака. Кој е за, ве молам? Благодарам. Дали има некој против? Дали има воздржани? Предлогот е прифатен. Предлог одлуката за давање согласност на одлука за покривање на загуба прикажена по годишната сметка за 2025 на ЈП улици и патишта Скопје да стане дел од дневниот ред, го ставам на гласање. Кој е за, ве молам? Дали има некој против? Дали има воздржани? Предлогот е прифатен. Предлог одлука за давање согласност на годишната сметка на ЈП Водовод и канализација Скопје за 2025 година да е дел од дневниот ред, го ставам на гласање. Кој е за, ве молам? Дали има некој против? Дали има воздржани? Предлогот е прифатен. Предлогот одлука за давање согласност на одлуката за покривање на загубата по годишна сметка за 2025 на ЈП Водовод и канализација Скопје да стане дел од дневниот ред, го ставам на гласање. Кој е за, ве молам? Дали има некој против? Дали има воздржани? Благодарам, предлогот е прифатен. Предлог одлука за давање согласност на годишната сметка на ЈП Комунална хигиена Скопје за 2025 година да е дел од дневниот ред, го ставам на гласање. Кој е за, ве молам? Дали има некој против? Дали има воздржани? Предлогот е прифатен. Предлог одлуката за давање согласност на одлуката за покривање на загуба по оданочување на ЈП Комунална хигиена Скопје за 2025 година да биде дел од дневниот ред, ја ставам на гласање. Кој е за, ве молам? Дали има некој против? Дали има воздржани? Предлогот е усвоен. Предлог одлуката за давање согласност на програмата за изменување и дополнување на програмата за инвестиции за 2026 година на ЈП Комунална хигиена Скопје да стане дел од дневниот ред, го ставам на гласање. Кој е за, ве молам? Дали има некој против? Дали има воздржани? Предлогот е усвоен. Предлог одлуката за давање согласност на годишниот извештај за работа на ЈП Паркови Зеленило Скопје за 2025 да биде дел од дневниот ред, го ставам на гласање. Кој е за, ве молам? Дали има некој против? Дали има воздржани?
Предлогот е усвоен. Предлог одлуката за примање на донација од Техноскоп Доел Скопје и за пренесување на правото на собственост на движни ствари на ЈП Водовод и канализација Скопје да биде дел од дневниот ред, го ставам на гласање. Кој е за, ве молам? Дали има некој против? Дали има воздржани? Предлогот е прифатен. Предлог одлуката за примање на донација од Фортуна Груп Скопје и за пренесување на правото на собственост на движни ствари на ЈП Водовод и канализација Скопје да е дел од дневниот ред, го ставам на гласање. Кој е за, ве молам? Дали има некој против? Дали има воздржани? Предлогот е прифатен. Предлог програмата за заштита и спасување на град Скопје за 2026 година да биде дел од дневниот ред, го ставам на гласање. Кој е за, ве молам? Дали има некој против? Дали има воздржани? Констатирам дека предлогот е прифатен. Да се симне точката број 3, одлука за изменување и дополнување на одлуката за комунален ред на град Скопје, предлог од советникот Маријан Калевски. Го ставам на гласање. Кој е за предлогот? Дали има некој против? Дали има воздржани? Предлогот не е прифатен. Бидејќи нема други предлози за изменување и дополнување на предложениот дневен ред, дневниот ред со дополнувањата се става на гласање. Кој е за, ве молам, со кревање рака за дневниот ред? Дали има некој против? Дали има воздржани? Со тоа, предложениот дневен ред е усвоен. Пред да поминеме на претрес по материјалите од дневниот ред, ви известувам дека и пред почетокот на седницата се поделени следните материјали што треба да ги имате предвид при расправата. Тоа се извештаи од комисиите на Советот на град Скопје. Прва точка е предлог одлука за изменување на одлуката за воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу град Скопје и општина Бутел за партерно и хортикултурно уредување и озеленување на парковата површина покрај булевар Христијан Тодоровски Карпош во општина Бутел. Материјалот е доставен со поканата за седницата. Се отвара претрес, ве молам, кој бара збор? Кој се бара збор? Бидејќи никој не бара збор, претресот го заклучувам и предлог одлуката ја ставам на гласање. Кој е за, ве молам, со кревање рака? Дали има некој против? Дали има воздржани? Одлуката е донесена. Честитам. Втора точка е предлог одлука за воспоставување меѓуопштинска соработка помеѓу град Скопје и општина Аеродром за поставување на сообраќајна сигнализација и сообраќајно-техничка опрема во населба Ново Лисиче, општина Аеродром. Материјалот ви е доставен со поканата за седницата. Се отвара претрес. Ве молам, кој се бара збор по оваа точка? За оваа точка се јави единствено советникот Катерина Јовановска. Повелете, имате збор. Да, колега Филип, изненадена сум, затоа што за вака важна точка да нема дискусија, не е присутен ниту градоначалникот, навистина не ми е јасно. Значи, со оваа точка се предлага да се потрошат 4 милиони денари, пари на граѓаните, со цел да се направи зонско паркирање во Ново Лисиче. И сега, значи, првично, вака која читате одлуката, пишува, значи, дека овие пари ќе се потрошат за сообраќајна сигнализација, вертикална, хоризонтална сигнализација, направи за смирување и столпчиња и така натаму и така натаму, и тоа е навидум, нели, вака кога ќе се прочита со вакви флоскули, си мислите дека е нешто, нели, добро за граѓаните, меѓутоа понатака како ја читате одлуката и образложението ќе видите дека всушност оваа одлука не станува збор за никаква инвестиција, за ништо ново, туку просторот кој што и сега се користи за паркирање, кој што граѓаните го имаат, значи,
со години назад, овој паркинг мислам дека се користи веќе од 90-тите години навака, сега поново овој паркинг со пари од граѓаните, од градот Скопје и од општината Аеродром, ќе се означи и новината е тоа што до сега граѓаните го користеле овој простор, меѓутоа бесплатно, не плаќале за него, сега поново, ако се усвои оваа одлука, а најверојатно ќе се усвои, новината ќе биде тоа што граѓаните сега ќе плаќаат. Значи за истата услуга што до вчера ја користеле бесплатно, сега граѓаните ќе треба да плаќаат и не само што ќе треба граѓаните да плаќаат за паркирање, туку ќе треба да се одвојат и дополнителни 4 милиони денари или околу 67.000 евра пари на граѓаните, од кои што 3 милиони се од страна на градот Скопје, а останатите од општината Аеродром. Замислете, за да се постават табли со назнака на која СМС ќе треба да вртите за да се паркирате тамо. Значи, што да кажам, освен дека е оваа одлука катастрофална сама по себе, значи не само што нема проширување на нови и отварање на нови паркинг места, нема никакво подобрување на животот на граѓаните, туку единствената новина е тоа што до вчера го користеле бесплатно, сега ќе треба да го плаќаат и еве, иако градоначалникот не е тука, јас би сакала да му се пренесе и да одговори во кој дел од предизборната кампања му беше ова ветено на граѓаните, или едно се ветува пред избори, а друго се реализира од кога ќе се седне на градоначалничкото столче. Благодарам. Инаку да најавам дека советничката група на Левица ќе гласа против оваа одлука. Благодарам. Бидејќи никој не бара збор, претресот го заклучувам. И предлог одлуката ја ставам на гласање. Кој е за, молам, со кревање рака? Дали има некој против? Дали има воздржани? Одлуката е донесена. Трета точка е предлог одлука за изменување и дополнување на одлуката за комунален ред во градот Скопје. Материјалот е доставен со поканата за седницата. Се отвара претрес, молам, кој се бара збор. Благодарам, советникот Калевски бара збор. Повелете. Благодарам. На почетокот, кога побарав симнување на оваа точка од дневен ред, ги образложив причините зошто комунална хигиена нема капацитет да ги спроведе овие активности. Сега сакам уште еднаш да ги нагласам пошироките последици од одлукава. Измените на член 92 трајно ќе ги блокираат веќе постоечките субјекти кои собираат отпад и спречуваат тој да заврши на Дрисла, да продолжат со дејноста. Ваквите штетни потези се и причина што престана со работа социјалното предпријатие Реди рециклажа, кое не само што ревносно собираше селектиран отпад, туку и вршеше секундарна селекција и потоа селектираниот отпад го предаваше на овластени фирми, со што ефективно спречуваше тој да отиде на Дрисла и сите да не труе. Во образложението на одлуката стои: со предложените одредби не се утврдува единствен овластен субјект за собирање и транспортирањето на комуналниот комерцијален отпад на подрачјето на град Скопје да биде ЈП Комунална хигиена Скопје, основана од град Скопје. Дури и стои одредба дека ќе се казнуваат сите субјекти кои немаат склучено заеднички договор со комунална хигиена. Ако се сите субјекти должни да склучат договор со комунална хигиена, каква услуга ќе им обезбеди истата? Колку ќе плаќаат за таа услуга? Дали комунална хигиена ќе го презема органскиот отпад и ќе го носи во компостари? Што ќе прави со одделните фракции собран отпад? И зошто на комисија беше кажано дека ќе ги натовари во еден камион и ќе ги носи сите на Дрисла? Значи, нема никаква поента селекција на отпад ако
тој отпад се носи во еден камион и се истура повторно да се депонира во Дрисла. Одлуката изгледа како предпријатието да сака да наметне наплата за услуга што реално нема капацитет да ја обезбеди, истовремено сака да ги елиминира сите останати субјекти кои веќе со години постојат и го работат тоа. Преземање и транспорт на селектиран отпад за тој да не завршува на Дрисла. Овде сакам да наведам примери од градинки, училишта, општини кои имале склучено договор со Пакомак и чијшто селектиран отпад никогаш не бил собран, освен ако самите институции не си го однесат во контењери. Сакам и да го спомнам случајот со цементара, како што беше кажано претходно на Комисијата за комунални работи, наводно дека се водат постапки против вработените и има злоупотреба на службена положба и потпишувале договори со големи субјекти. Што ќе биде со тоа ќе видиме понатаму. Од каде сега таа идеја градоначалникот да одлучува со решение каде да бидат поставени контењери за селекција? Позиционирањето на контењери со оглед на критичните точки што ги имаме за ранливи учесници во сообраќајот во Скопје е одлука што треба Советот да ја дискутира и да ја донесе, а не да биде дискреционно право на еден човек. Ова е крајно штетна одлука, што никој што во овој град сака ефективен систем за управување со отпад не би ја поддржал. Со живот и здравје да плаќаме за партиски вработувања на лојални гласачи не смееме повеќе да си дозволиме. Благодарам. Ве молам од службите, повелете. Сакам сега да кажам дека овие решенија што ги предлага градоначалникот се утврдени веќе во Законот за управување со отпад пред 5 години, односно во Законот што е донесен во 2021 година. Така во член 63 став 2 од Закон за управување со отпад стои дека создавачи на комерцијални отпад се должни да склучат договор за собирање и транспортирање на отпад со давателот на услугата. Од друга страна, во член 6 се дефинира комерцијален отпад, тоа се као отпад што настанува при вршење на комерцијални, индустријски, трговски, услушни, административни и слични дејности. Давателот на услугата во градот Скопје, единствен овластен давател на услугата во градот Скопје, тоа е ЈП Комунална хигиена. Бидејќи согласно Законот за комунални дејности, градот Скопје е надлежен за одржување на комунална хигиена во градот Скопје и има две опции. Тоа опција или да формира јавно предпријатие, а доколку не формира јавно предпријатие, да склучи договор со приватно лице кое што претходно има обезбедено дозвола од Министерството за заштита на животна средина или така наречена лиценца. Значи во градот Скопје единствен овластен субјект за собирање и транспортирање на отпад е комунална хигиена. Зошто комунална хигиена? Бидејќи собирање и транспортирање на комунален отпад е дејност од јавен интерес, бидејќи наша комунална хигиена не собира отпад само тие што и плаќаат, него собира и отпад тие што не ги плаќаат и не собира и диви депонии, од што не зима пари, не само што со собира диви депонии, него кога ги носи на Дрисла плаќа надомет од 680 денари по тон. Значи тоа е дејност од јавен интерес и за тоа мора да има дозвола од градот за да се обавува таа дејност. Второ, исто така законот во член 118 предвидува обврска на инспекторите за животна средина да го контролира тоа. Меѓутоа во овој период од 2021 година до 2025 година едноставно ова законска одредба не се контролираше, остана неконтролирана и сега овој градоначалникот смета дека со ова ќе се подобри, да кажеме, хигиена во градот со селекција и ја утврдува во одлуката. Ово што викате за соберни места, односно за џебови за контењери, тоа исто така законска обврска на градоначалникот да во Закон за управување со отпад градоначалникот е должен со решение да ги утврди тие места, дури во преодни и завршни одредби беше ставена и санкција дека доколку определен рок не ги определи тие места ќе биде казнет со 5000 евра. И затоа ја на поранешниот градоначалник уште тогаш му предложив да го донесе решение, он го донесе тоа решение и функционира, така да не гледам никакви причини да не се донесе.
Контрареплика, советникот Калевски, повелете. Убаво ги цитиравте сите законски обврски што ги има градот и комунална хигиена, но една работа не одговоривте. Како може да наплаќа градот за услуга што не ја извршува? Значи, вие барате да се плаќа за селекција на отпад, а градот не врши никаква селекција на отпадот. Отпадот го собира во контењер, од контењерите го собира во камион, ист камион и потоа го носи да го закопува на дрисла. Значи, тоа не е селекција на отпад. Селекција на отпад, ако сакаме да имаме, се знае како се прави тоа. А да се наметнуваат дополнителни давачки на правните субјекти, тоа е само седење на малите бизниси. Значи, гледаме што се дозволило на големите бизниси да не плаќаат огромни суми и сега имаме од една страна затоа што не можат да се снајдат со големите бизниси, да се удри по джебот на најсиромашните. Така што бизнисите и сега им се наплаќа за комунален отпад, а ова е само дополнително нешто што не постои. Значи, вие ќе наплаќате услуга што не постои. Кратко. Во однос на точкава, Коментар од јас градоначалникот. искрено не можам да го разберам концептот и действувањето и делувањето на поедини советници, кои што од една страна декларативно заложбите им се да ние јавните предпријатија ги извадиме од долгови, да воспоставиме ред, да воспоставиме систем, ако ќе дојде момент да согласно закон го воспоставуваме тој систем, делуваат како подпароли на поединци овде во своите излагања. Ова е законска обврска и ова е дел од градење на систем кој што ќе значи еднакви права, но и еднакви обврски на сите оние кои што досега биле толерирани, дали од комунална хигиена, дали од градот Скопје и релевантно. Комунална хигиена, јас имав прилика во наминатата седница да образложам која е финансиската состојба за текната таму и која е состојбата во која што денес се наоѓа тоа јавно предпријатие. Ако сакаме ние стабилни предпријатија, ние не треба да измислуваме топла вода, туку треба да создадеме систем кој што ќе значи да сите во Скопје имаат права, согласно закон за гарантиране и се останато, но сите имаме и обврски према градот и према јавните предпријатија. Така да не ја разбирам искрено полемиката поврзана околу овие забелешки и се останати. Така да барам од советниците да дадат поддршка на оваа точка. Контрареплика, советникот Маријан Калевски, повелете. Значи, јас не проблематизирам работи и обврски што градот ги има и што треба да ги спроведува според закон. Јас проблематизирам на плаќање на услуга што не постои. Значи, едно е градот да имаше селекција, да вршеше селекција на отпад и отпадот да го извезува, да речеме, во земји каде што вршат рециклажа на тој отпад. Но градот не го прави тоа. Градот им наплаќа услуга сакат сега да им наплаќа услуга на фирмите за нешто што не постои. Значи, да плаќа селекција која градот ќе закупува на 300. Тоа законски е? Ви благодарам. Само ако може уште една кратка забелешка. После седмицата може да видиш фотографии поради кои што се носи оваа одлука. А тоа е тие кои што декларативно кажувате дека се мали бизниси и се останато, да видите како го прават хаосот, затоа што системот ги толерирал изминатиот период. Таква толеранција нема ли. Секој ќе си плаќа согласно она што треба законски да го остварува, како плаќање према градот Скопје, јавните предпријатија и према тоа ќе си добива услуга. Така да не гледам тука нешто што е или нелогички или незаконски кој што вие кажувате, туку гледам одлука која што ќе значи воспоставување ред во хаосот,
а ние не бараме само наплата за селекција, него за целокупниот отпад од правните субјекти. Благодарам. Бидејќи никој повеќе не бара збор, претресот кој заклучувам, повелете, на почетокот на секоја точка, како што е воспоставена практика, прашуваме кој се бара збор по таа точка. И минатата, и оваа седница исто така. Ве молам и минатата и оваа седница. Бидејќи никој повеќе не бара збор, претресот го заклучувам и предлог одлуката за изменување и дополнување на одлуката за комунален ред во градот Скопје ставам на гласање. Кој е за, ве молам со кревање рака? Дали има некој против? Дали има воздржани? Со тоа одлуката е донесена. Четврта точка, процедура. За која процедура повелете? Па за процедурата, тоа што не може така да се најавуваме за збор на почеток на дискусијата, кога ние сме советници, тука го представуваме гласот на народот и некогаш за време на дискусијата, еве сега дојде и градоначалникот, он ќе се уклучува во дискусијата, можеби ќе излезат некои теми и ќе сакаме понатака да земеме збор за тие теми. Не може на почеток. Тоа го направивме само на претходната седница, за да завршиме во 17 часот. Сега не гледам зошто се брзаме. Ако треба да одите дома, слободно назначете заменик председател на Советов. Почитувана, не се грижете за тоа дали јас ќе одам дома, кога ќе одам. Практиката да вземете збор на почетокот на секоја точка беше воспоставена на претходната седница и е практика која пресликавме од Собранието на Република Македонија, која што успешно ја спроведува. Таа дава можност за структуриран... Ве молам, имате можност да земете збор и да зборувате. Имате можност да структурирана дебата да поставиме во овој совет. Ви благодарам. Четврта точка, за која процедура? Да. Вака, практиката, значи, не е дел од деловникот, ниту пак од статутот. Во статутот никаде не пишува дека може да се води процедурата и според други воспоставени практики. Ако сакате така, и ние можеме да воспоставиме некоја друга практика која што на вам нема да ви се допаѓа, а мене не ми се допаѓа вашиот однос. Вие сте прв меѓу еднаквите и не можете на нас да ни го кратите правото, а постојано тоа го правите, ни намалувате и на минутажа преговорење, а не ни давате збор. Значи, а на другата страна постојано им ги овозможувате тие права, на нас не ги ускратувате. Ве молам, значи треба да бидете објективен, не субјективно поставен. Не сте во ВМРО ДПМН, тука сте во Совет на град Скопје. Почитуван советник, истите права ги имаат сите советници во советот. Ве замолувам да пробаме да следиме процедурата, дека за секоја точка се пријавуваме за збор на почетокот на точката, за да имаме структурирана дебата. За која процедура повелете? Веќе кога кажувате како што е во собранието, кога се советнички прашања во собрание, има говор, има одговор и има контрареплика. Нема право премиерот или министрите на одговор, кај нас има. Добро. Значи, да бидеме еднакви. Ако не може советниците да одговорат на градоначалникот што ќе каже, овдека зошто не ни давате збор? Ви давам можност за секоја точка да се пријавите за збор. Кога? Ама еве, вие се повикувате на деловникот од собранието. Дај да идеме тогаш исто како деловникот на собрание. Да не ја претвориме оваа дебата во разговор, ве молам. Ви благодарам. Повелете, Горан. Повелете, Горан. Значи, ние имаме деловник, собранието има друг деловник за работа и ве молам да го почитувате нашиот деловник за работа. Наше право е во кое време на точката сакаме да се пријавиме за дискусија. Може би не сме биле инспирирани на почеток на точката, после тоа се појавила потреба за дискусија. Значи, не може... Целосно се согласувам и од таа причина минатиот пат на координација зборувавме дека ќе пробаме да правиме структурирани... Значи, може... Ве молам, така, завршивте да завршам јас. Ќе пробаме да правиме структурирани дебати во кои што ќе зборуваме за точките, а нема на моменталната инспирација на советниците да се... Тоа може да биде препорака, не да биде... Ви благодарам. Секако, во право сте, службите за секоја точка треба да земат збор и да ги образложат. Ви благодарам. За која процедура уште еднаш? Имам права.
Барам во записник да се внесе дека на советник не му беше овозможено да земе збор и дека председателот Дама има воспоставена нова пракса која што е недаловничка, нестатутарна и незаконска. И ви благодарам. Сметам дека не е така. Четвртата точка е предлог одлука за давање согласност на годишната сметка на ЈП Депонија Дрисла Скопје за 2025 година и предлог одлука за давање согласност на одлуката за распоредување на добивката остварена по годишната сметка и финансиските извештаи за 2025 година на ЈП Депонија Дрисла. Молам за овие две точки да водиме заедничка расправа, а гласањето да биде поединечно. Кој е за предлогот? Предлогот е прифатен. Се отвара заеднички претрес, ве молам кој бара збор. Бидејќи никој не бара збор, претресот го заклучувам и предлог одлуката за давање согласност на годишната сметка на ЈП Депонија Дрисла Скопје ја ставам на гласање. Кој е за, ве молам со кревање рака. Молам советниците да седнат на своите места. Дали има некој против? Дали има воздржани? Со тоа е дадена согласност за годишната сметка. Предлог одлуката за давање согласност на одлуката за распоредување на добивката по годишната сметка ја ставам на гласање. Кој е за, ве молам со кревање рака? Дали има некој против? Дали има воздржани? Одлуката е донесена. Пред да поминеме на шестата точка, предлагам по точките предлог одлука за давање согласност на годишната сметка на ЈП Паркови Зеленило Скопје и предлог одлуката за давање согласност на одлуката за покривање на загубите на ЈП Паркови Зеленило Скопје да водиме во за единствена расправа, а гласањето да биде поединечно. Кој е за предлогот, молам? Предлогот е прифатен. Отварам заеднички претрес, ве молам кој бара збор. За збор се јавија советничките Евгенија Станковска, Дарија Мустафоглу и Катерина Евановска. И советникот Ристо Пенов. Повелете по истиот редослед. Повелете. Имам тајмер ставено, не си кирајте. Ама ќе звонат овие.
Ве молам, не дофрлајте на говорникот. Благодарам. Па сликниме. Не свират нешто кога не збориш, не свират. Морам само по темата да зборувам. Ако се оддалечам, ќе ме кара даме.
молам да привршувате со говорот. Ви благодарам. Процедурално повелете. За која процедура? Ви благодарам, председателе. Јас се надевам дека сите обрнавте внимание на овој фасцинантен говор од колешката. Топ 3 говори во последните 100 години што ги имам слушнато од Черчил, Кенеди и тука е некаде со Мартин Лутер Кинг се јадат за трето место. Меѓутоа, би сакал на сите оние колеги од опозицијската страна, од СДСМ, од Левица, од сите опозицијски партии, кои што упорно кажуваат дека во минатиот мандат советниците, меѓу кои бев и јас во минатиот состав на ВМРО ДПМН и коалицијата, го блокирале градот, го блокирале носењето на БРТ системот, блокирале набавка на автобуси, блокирале целата работа на градот. Да ви дадам до знаење што е дефиниција, ќе ви објаснам, да ви дадам до знаење што е блокада. Ова овде е блокада. Колегите, ги Ово замолувам инспиративен колегите да не говор, викаат. ово инспиративен говор од 10 минути е вистинската блокада на градот Ви Скопје. благодарам, колега. Ние во минатиот состав имавме за се што не сме гласале за белешки. Не можам да дојдам до глас од не вас. сме Ве гласале. замолувам, Јас се извинувам. почитувана советнички. Ве замолувам да не викате, има можност да зборувате, дадена ви е секогаш. Почитуван советник, ве молам за процедурата која што е прекршена, ако можете. Ви благодарам. Јас само сакав да го напоменам тој момент. Таа процедура е прекршена. Што ние константно овде. Ќе ви цитирам, не е проблем, ќе ви треба и ќе ви пратам и на мејл ако треба. Клучно што е, дека советниците се должни со почит да се обраќаат еден кон друг. Вие константно нас велите дека ние сме молам го да не блокирале советот, дека сме ја блокирале работата на градот и така натаму. Ова е блокадата. Ова вие сега што сакате да го правите е блокада. Како да оставам кога вие тоа сакате да го направите? Ве молам, дозволете. Почитувани советници, ве молам, Филип, почитувани советници, Филип, ве молам. Почитувани советници, ве молам да не го нарушуваме редот во собранието, во советот, давам пауза од 1 час.